Доктор Вузевски, ве посетивме овде во Ротердам, во вашата институција каде што работите. Каква е оваа институција и каде сме сега, ако сакате да ми кажете? Ја си го држам микрофон. Оваа бела, висока, четвртаста кула е Медицинскиот факултет на Универзитетот во Ротердам. Универзитетот во Ротердам го носи името на големиот мислител, хуманиста и писател Еразмус Ротердамски. Факултетот е основан инаку во 1826 година. Тој е релативно млад факултет, ако се знае дека првиот факултет во Холандија датира уште од 1585 година, а тој е Универзитетот во Лајден. Во оваа бела зграда се сместени институтите и лабораториите на Медицинскиот факултет, а овој факултет е тесно поврзан со друга голема зграда. Тоа е Академската болница, каде што се одвива клиничката настава и каде што се наоѓаат клиниките на Медицинскиот факултет, така да со Медицинскиот факултет чини една функционална единица каде што може да се заправо координираат научно-истражувачката работа, наставата и грижата за пациентот. Мене ми е познато дека во Холандија има 5 медицински факултети. По што е познат овај медицински универзитет? 6. Усвари, Холандија има 6 факултет. 6-тиот факултет е сега основан предно 5-6 години на југ во Холандија, во Мастрихт. Овој факултет е познат углавно по една истражувачка работа која што се одвива во областа на трансплантацијата, на ткивната и органска трансплантација. А исто така факултетот е познат по тоа што ја негува клиничката настава покрај леглото на пациентот, а не онаа класична настава ад катедра. Каква е вашата улога овде, како доктор? Како член на овој факултет, ја својата работа углавном ја развивам у 3 сфери на активност. Прво, настава. Второ, е клиничка диагностичка работа и на трето место доаѓа научно-истражувачка дејност. Наставата подразбира едуцирање на студенти по медицина од предметот патолошка анатомија и постдипломска настава на лекари од различни специјалности и од различни профили, од еден нов предмет за Ротердам и за Холандија, кој што се вика ултраструктурални аспекти на различните процеси на болеста. Рутинската клиничка работа заправо подразбира испитување, хистолошко испитување и испитување по пат на електронска микроскопија на материјал од болни, со цел да се постави конкретната и коректната заправо хистолошка диагноза и да се студираат процесите на болеста. Можам да ви кажам дека јас овде ја водам лабораторијата за електронска микроскопија на факултетот и дека одговарам со уште 3 лаборантки и една секретарка за квалитетот на таа лабораторија. Од аспекти на научно-истражувачка дејност треба да се каже дека таа лабораторија за електронска микроскопија е вклучена во неколку проекти кои што факултетот ги практицира. Тоа, како што и порано што ви реков, тоа е големиот проект на трансплантација на ткива и органи. И еден исто така важен проект за електронмикроскопските аспекти на една стара, но се уште непозната болест. Тоа е болеста лепра или, како што се вика на српско-хрватски, губа. Зошто лепра? Само тоа би сакал овде, бидејќи знаеме дека таа болест е ретка и ја нема. Кај нас на вистина нема, у Европа е доста ретка, меѓутоа у Холандија доваѓаат секој година околу 10 до 15 пациенти, во главно од нивните стари колонии и од Суринама. На научен план, основна ваша преокупација овде во Ротердам, во институтот Еразмус Ротердамски, како што ве разбрав, доктор Вузевски, е трансплантацијата. Сакате ли да ја објасните што е тоа трансплантација со која вие конкретно се борите? Па јас би почнал со тоа дека идејата да заболени или оштетени органи можат да бидат заменети со здрави
со векови има стимулирано фантазијата на човекот. Меѓутоа, ако некои сериозни експериментални испитувања се започнало во почетокот на овој век. Денес хируршкото отстранување на иреверзибилно оштетените органи и нивното заменување со здрави пресади е веќе сеопшто усвоен принцип. Тоа во главном се однесува на трансплантацијата на бубрези, која денеска е постаната една од клиничките методи во лекувањето на бубрежните заболувања. Најновите научни достигнувања во типизацијата на ткивата, усавршување на хируршката техника, примената на голем број на имуносупресивни средства и раното откривање на хируршките и клиничките компликации на трансплантацијата битно утичат на зголемување на векот на поедини трансплантати кај болните. Меѓутоа, мора да се признае дека сепак поедини пресади бидуваат отфрлени после неколку месеци или години повеќе од колку добро функционирање. Тој престанок на функцијата на трансплантираните органи и морфолошките промени кои што се развиваат во нив се меѓусобно тесно поврзани и зависат од неколку важни чинители. Може да се каже дека основните фактори кои што утичат на судбината на еден трансплантат се генетското сродство помеѓу примателот и давателот на еден орган и врстата на која тие им припаѓаат, врстата и анатомската позиција на пресадениот орган и состојбата на имуниот систем на примателот. Значи, можеме да кажеме дека отфрлувањето заправо представува еден имунолошки индуциран феномен, кој што се должи на распознавање на генетските разлики помеѓу донорот и реципиентот на еден орган. Јас колку што ве разбрав, трансплантација со други зборови може ли да се каже дека е пресадување на еден одреден број на органи? Кои све други органи може да се трансплантираат сега? Па во принцип може да се трансплантираат сите органи и сите ткива, бидејќи се трансплантираат и ткива, и клетки, и органи од еден индивидуа на друга. До сега се вршат експериментални пресадување практично на сите органи на човечкиот организам, а клиничка трансплантација е извршена на бубрези, на црн џигер, на срце, вие знаете, на бели дробови, исто така на надбубрежни жлезда и на панкреас. Обично кога се говори за трансплантација, се мисли дека трансплантацијата ја прават или пресадувањето на органите го прават само хирурзите. А еве вие во овој случај говорите дека и вие трансплантирате. Без сомнение хирургот е тој што ја врши трансплантацијата, што го врши оперативниот захват приликон трансплантацијата. Меѓутоа, јас мислам дека грижата за пациентот на кого треба да му се изврши трансплантација, пред да таа е извршена и од кога таа е извршена, треба да е превзена во секој случај еден тим кој што се состои од хирург, од интернист, од имунолог, од бактериолог и исто така од еден патолог-анатом. Вие сте патолог-анатом. Каква е улогата на оваа професија? Улогата на патолог-анатомот во тимот кој се стара, кој се грижи за пациентот кој што има примено еден орган, е таа дека тој со биопсичен преглед на ткиво од пресадениот бубрек може да ги открие раните промени, раните знаци на отфрлување на органот и може да ја сугерира терапијата на хирургот кој што подоцна ќе ја спроведе согласно промените кои што ги има видено приликон микроскопски преглед. И на почетокот јас би се вратил малку другар Вужевски, ако дозволите, кога почнавте да говорите за пресадување на органи за трансплантацијата, рековте дека вековно тежнение на човекот била трансплантацијата. Од каде ваква поставка, мислам? Па видите, ако се размислува дека човекот со векови бил инспириран со идејата да притежава надприродни својства или да притежава својства и особини на други индивидуи кои би го могли да го направат поснажен, да го направат посилен или би му дале можности да реализира некои своји желби или некои своји емоции. Тој исто така стварал, како што е познато во грчката митологија, во христијанските легенди, дури чак и во нашите македонски приказни, тој стварал надприродни суштества, давајќи им или пресадувајќи им, во овој случај да кажеме,
osobini ili organi na sasvim drugi nesrodni životinjske vrsti. Ako je zemlja da analiziramo od aspekta transplantacija, na primjer, pesmata na Konstantin Miladinov, kada što vika дека orelski krilja kak da si metneh i v naši strani da si preletneh, jaz možem da kažem дека Konstantin Miladinov isto sakal na sebe da si presadi krilja na orel, za da je задоволи својата желба и летне во својата струга како би го видел својот роден крај. Меѓутоа, сегашното пресадување на органи представува желба за здравје, а тогаш представува желба за некаква желба, нели? Да, тоа е точно, меѓутоа тоа треба се каже дека од тогаш тоа била чиста фантазија, денеска пресадувањето на органи е реалност. И чиста желба за здрав човек, да, за здрав точно. здравје. Точно така. И на крајот би ги поставил едно прашање, од каде вие баш во Ротердам овде да докторирате, да се бавите со научна работа? Па мислам дека сум ја дојден во Ротердам сосем случајно. Јас имав една стипендија добиена 1967 година во Питсбург, Америка. Тоа беше стипендија на Фулбритовата фондација. И во Питсбург сосема случајно го сретнав тогашниот професор на Ротердамскиот факултет, кој што се бавеше со проблемите трансплантацијата, и кој во тоа време ми понуди место и ми понуди возможности да дојдам овде кај него и да работам кај него, евентуално да спремам некоја докторска дисертација од областа на бубрежна трансплантација, што за мене беше една многу убава прилика и јас ја прихватив со задоволство. Значи можеше да биде било кој друг град во Европа или во мислам дека светот? можеше, да. Вузевски, ваша докторска дисертација или теза, која носи наслов Ултраструктуралната база на бубрежното отфрлување, е пред мене. Ве молам, може ли да ми објасните што дисертација, што тема е ова? Погледате дека дисертацијата носи назив Ултраструктурална основа на бубрежна трансплантација. Тоа ќе каже дека таа представува една детаљна анализа на ултраструктуралните карактеристики на промените кои што се јавуваат за време на отфрлување на пресадените бубрези. Целта на оваа дисертација беше да попатна електронска микроскопија и светлосна микроскопија се покажат тие промени и преку студирање на еволуција на промените и корелација на тие промени, евентуално се дојде до нови сазнанија за природата на механизмите кои што се одговорни за отфрлувањето на пресадените бубрези. Колку време потрошите во разработката на оваа теза? Мене ми се чини дека сум потрошил негде отприлike околу 4 години. Ја започнав во почетокот на 72 година и промоцијата беше одржана во мај месец 76 година. При тоа ми требаше да извршам негде околу 180 експериментални бубрежни трансплантации, бидејќи се однесува во оваа теза е застапен еден експериментален модел на бубрежна трансплантација кај мали животински врсти. По појавата на оваа дисертација пред 2 години,
представувала една новина не само овде во Холандија, туку и во Европа. Која е таа новина? Кои се тие моменти што досега ги немало во други такви слични или на иста тема работен тези или дисертации? Ја мислам дека оваа дисертација представува една прва комплексна слика на ултраструктуралните промени кои што се јавуваат за време на акутното отфрлување на бубрежни трансплантати. Меѓутоа, имат други дисертации кои што се бават со функцијата на трансплантираните бубрези. Со дисертацијата во текот на работата сум дошол до неколку заклучоци, од кои се два навистина нови и доста важни од клинички аспекти. Едниот е дека различни имуносупресивни средства имаат селективно дејство врз поедини структурални единки на бубрежниот паренхим и дека одредна комбинација на тие имуносупресивни средства се јавуваат како идеален терапеутски имуносупресор при делувањето и при терапијата на тие пациенти кои што имаат примено бубрек. Имам печаток дека да се докторира во пространство, например, како вашиот случај во Холандија и овие други што сме ги снимале, наши луѓе што докторирале во Париз, Лондон и слично, дека не е така едноставно. Ако човек знае дека со самото доаѓање во странство се јавуваат одредени јазични бариери и слични други. Дали е, мислам, и овде, дали се сложувате со ова моје мислење? Мислам дека, да, вие сте потpuno управо. Јазичната бариера е многу важна. Во Холандија таков обичај да тезата мора да се напише на еден од поголемите светски јазици. Тоа треба да биде англиски, германски или француски јазик. Мојата теза е напишана, како што гледате, на англиски јазик, меѓутоа јас се бранев на холандски јазик, бидејќи живеам во оваа земја каде што се збори холандски јазик и бидејќи ниту англискиот, ниту холандскиот не се мои мајчини јазици. Самиот чин на промоција овде е доста свечен и доста сериозен чин, кој што трае еден цел сат, 60 минути. Треба да се таа теза и тие постапки кои што се напишани бранат и одбранат пред една комисија десетина луѓе што припаѓаат на научниот свет во Холандија. Тоа се реномирани стручњаци од областа на, конкретно во овој случај, област на трансплантацијата, и тоа се повидни професори од поедини холандски факултети. И на крајот, вие секако со вашите истражувања сте, мислам, отидени понатаму до оваа дисертација. Што моментално се работите, тоа би ме интересирало. Моментално мене уште ме интересира проблемот на ултраструктурата на трансплантираниот бубрек, меѓутоа сега работам со друг експериментален модел. Тоа е експериментален модел на поголеми животински врсти, тоа е бубрежна трансплантација при кучина. Како што ви реков, на факултетот прилично доста време ми одзема еден нов проект на кого работаме ќе годину дена. Тоа е електронска микроскопија на инфламаторниот инфилтрат кај лепрата.
Јас најдов еден интересен момент што не би било лошо, мислам, да го кажеме. Вие на крајот од оваа дисертација имате 10 поставки или заклучоци, од кои 9 се однесуваат строго стручно за дисертацијата, а 10-та е многу интересна и јас би сакал да ја цитирам. Вие во 10-та говорите: средновековните македонски икони, раштркани во манастирите и црквите на Македонија со своите автентични и креативни квалитети и експресија на бои, кои се својствени на таа земја, завземаат истакнато место во историјата на ликовната му уметност. Каква врска има ова 10-та поставка со оваа дисертација која е строго стручна, која е еден дел од патологијата во страна? Тоа, како што гледате, таа нема никаква врска со материјата која што е обработена во оваа теза. Меѓутоа, во Холандија е таков обичај да промовендусот, односно лекарот кој што се зафаќа со спремање на доктор дисертација, на крај е должен да направи 10 до 12 така наречени поставки, од кои најмалку половината треба да се во непосредна врска и да се однесуваат на материјата која се обработува во тезата. Другите 5 треба да бидат од област на медицината, меѓутоа последната е оставена потпуно слободна на авторот на тезата и може да рефлектира негови лични емоции. Во тоа време јас доста читав за нашата средновековна уметност и поготово за нашата иконографија и бев под голема импресија на тие иконографски наши достигнувања. Веројатно затоа и сум го напишал, а од друга страна сигурен сум да го напишав бидејќи сакав да им кажам на холанџаните од која земја доаѓам и да им покажам дека и таа земја има своји длабоки културни традиции. И корен, мислам да се рече. Меѓутоа, ако сега размислувам за тоа, веројатно подсвесно сум сакал со оваа поставка да најдам една своја внатрешна духовна равнотежа и веројатно сум сакал да се вратам назад кон корените од кои што потекнувам и на кои им припаѓам. Јас бев изненаден колку кај вас има слики од македонски автори и книги. Ги имавме можност да ги видиме сите изданија на познатите наши писатели, поети и така натаму. Точно, да, точно така. Имам ја доста книги наши, македонски книги, имам еден пријател од Скопје кој што вика дека има повеќе книги од колку што има градската библиотека во Скопје, меѓутоа тој воопшто нема влезно во градска библиотека бидејќи седи стално во кафани. Да. Значи ли тоа дека Јас го користам слободното време овде, кое што е доста оскудно во читање на наша литература македонска, поглавно во слушање на музика и посетување на концерти. Во слободно време, работа? Да, тоа уствари работа во слободното време. А инаку од нашите сликари кои ги почитувате најмногу, кои ги сакате? Па тоа писатели. Тоа е сигурно мое субјективно гледиште, меѓутоа ја најмногу оценам од современите македонски сликари, најмногу го оценам Кондовски. Без сомнение, после тога тука би дошол Перчинков, Лулевски. А од писателите го ценам најмногу и со него најмногу се дружам овде во Холандија, Славко Јаневски.